каква е грижата за најмладите и дали државата прави доволно за нивното здравје или повторно децата ќе ги лечиме со СМС пораки, го прашуваме еден од најдобрите детски хирурзи, доктор Лазар Јовчевски. Господин Јовчевски, добре дојдовте во студиото на Република. Добро ви најдов, благодарам за поканата. Така, вие сте хирург во клиниката за детска хирургија. Кажете ми каква е состојбата таму? Состојбата на клиниката за детска хирургија ја отсликува општата состојба во здравството во државата, во Македонија. Меѓутоа, знаете како, здравствената заштита зависи од повеќе фактори, меѓу другото и од кадрите. Така што не секогаш материјалните претпоставки ја чинат здравствената заштита. Сега, за жал или за среќа, многу работи зависат од иницијативата на индивидуалецот, од залагањето на персоналот, почнувајќи значи од нас хирурзите, преку средниот медицински персонал, помошниот персонал и така натаму. Значи со надчовечки напори успеваме да се справуваме со предизвиците што значат детска хирургија. Кажете ми нешто повеќе за вашата работа. Ваша специјалност е работата со новороденчиња и неонаталната интензивна нега. Кажете ми нешто повеќе за тоа. Да, добро, пред да дојдеме до новородените и до неонаталната хирургија, би сакал само вака да кажам дека предмет на работа на детските хирурзи е хируршката патологија на пациентите од 0 денови, значи од самото раѓање до 14 годишна возраст. Сега, тоа е една арбитрарно поставена граница, бидејќи нели биолошката возраст не одговара секогаш на календарската возраст, него ако, например, и повозрасен пациент кој што има патологија која што е карактеристична за детската возраст дојде кај нас, ние го третираме и обратно за кај помали деца кога станува збор за патологија со која што се занимаваат колегите од другите хируршки гранки е предмет на наша работа, доаѓаат и интердисциплинарно ги решаваме проблемите. Сега неонаталната хирургија е наш ексклузивитет, да кажем. Значи ние сме по тоа познати, по тоа што сме нели ексклузивно се грижиме за вродените аномалии кај децата. Тоа се на поголема и поразнолика група на болести кои што се третираат веднаш или непосредно веднаш или краток временски период после раѓањето и кои што имаат карактеристика што се life-saving surgery, значи хируршки интервенции за пред се да се спаси животот на новороденото. Постојат повеќе типови на неонатални вродени мани кај децата. Да ги издвојам прво овие вродените мани на срцето, кои што се предмет на работа на детските кардиохирурзи. Детската кардиохирургија започна на клиника за детска хирургија, сега е веќе дел од приватното здравство, меѓутоа она што остана од тој фантастичен, од тој успешен проект на детска кардиохирургија е единицата за интензивно лекување. Таа остана кај нас на клиниката за детска хирургија и тоа е еден огромен бенефит во македонското здравство. Зборувам почетокот, основањето на единицата за интензивно лекување е уште пред 10 години, нели кога почнуваше и детската кардиохирургија. Зошто бенефит? Значи, многу е важна во третманот на вродените срцеви и на срцеви, меѓутоа и во вродените мани на дигестивниот систем и на респираторниот систем и така натаму, оние што се наш предмет на работа, многу е важна постоперативната интензивна нега. Значи, ние учевме од нашите еминентни професори, кои што се сега во пензија, некои активни, некои не, тие оперираа многу добро, меѓутоа во постоперативниот тек фалеше еден сегмент што се вика интензивна нега. Едноставно, капацитетите на интензивната нега на клиниката за детски болести, кои што
постоперативно го водеа лекувањето, беа толкави да имавме голема постоперативна смртност. Сега е статистички мерливо преживувањето на оперираните новородени деца после формирањето на нашата интензивна нега. И тоа е еден голем бенефит за здравството. Сега во тек, односно мојата визија за понатаму би била до екипирање на интензивната нега на клиника за детска хирургија со кадри од областа на анестезиологијата. Конкретно, постои сега и субспецијалност детска анестезиологија, постои субспецијалност интензивно лекување на критично болни пациенти и напредокот на детската хирургија, односно детската неонатална хирургија, го гледам вклучително и во развојот на постоперативното лекување, кое што зависи пред се, како што кажав на почетокот, и од персоналот и од доекипирањето на интензивната нега. Така, што е со оние малку поголеми деца? Какви се зафати имате направено? Па, добро, ако веќе зборуваме лично за мене, јас сум доста репертоарен хирург. Значи, ајде, ако одиме по системи, значи, итна патологија, која што е најчеста во детска возраст, се разбира дека со успех ја покрива минимално инвазивна лапароскопска хирургија, понатаму траума на локомоторен систем. Исто така која што е доста честа. Сообраќајниот травматизам, за жал, во Македонија е на многу високо ниво и секој дневно се... Многу повредени и починати деца во... Па, за жал има многу повредени деца. За жал има многу повредени деца. Дел од нив се уште се баш во единицата за интензивно лекување. Некои од нив се успешно излекувани и испратени на домашно лекување и постоперативен третман. Понатаму градна хирургија, за жал и хируршка онкологија и она што ми е најголем предизвик, пак да се вратам на неонаталната хирургија. Може би ќе испуштам нешто, например, и кога ќе дојде дете до 14 годишна возраст со проблеми од пластична и реконструктивна хирургија, исто така ние го третираме, меѓутоа, знаете, постојат, пошто сме мала популација, мала држава, и за жал и бројот на новородени ни се намалува и бројот на детската популација ни се смалува. Постојат одредени делови од патологијата за која што има мал пул. Например, во пластична и реконструктивна хирургија мораме да остваруваме соработка со центри од странство. И за наша среќа, например, доаѓа професор Симич од Србија, кој што ни е хирург консултант, од кого учиме и со кого успешно се справуваме и со оваа патологија. Секоја болест која што има мала фреквенција е потешко да се совлада, односно кривата на учење е подолготрајна. Така. За вашата успешност доволно говори фактот што имате закажана операција 2 август, зашто толкова сте. И дали повеќето од родителите сакаат вие да ги оперирате нивните деца? Па да. Имено. Да се признае Имено, добро, благодарам. Па сега може да се гледа на таа работа од повеќе агли. Секогаш родителот има право да одбере кај кој доктор. Така е димензиониран здравствениот систем. А можностите се ограничени. Капацитетите се тие што се, изборот на родителот е последен. Некогаш не може да одбере родителот, тоа се оние случаи кои што се итни. Меѓутоа, знаете како, ние сме мала држава, ако не се познаваме лично, познаваме некого што... Некој некого знае. Некој некого знае.
И секогаш постои соработка меѓу колегите на клиника. Многу е важна и препораката, значи дека добар глас. И Го знам, тој добро го оперираше мојот пријател. Така. Именно, меѓутоа кога сме во ситуација кога има митна патологија, ќе се повикаме еден со друг и си помагаме. Така да, а за листата ќе гледаме да ја смалиме, листата, времето, периодот на чекање ќе гледаме да го намалиме. Знаете како е, во здравството има неколку атрибути. Например, едниот би бил квалитетна здравствена услуга, квалитетен лек, добар хирург, добра операција и така натаму. Ако станува збор за хирургија. А другиот е навременоста, односно времето на чекање. Третиот би бил цената. Сега, да не ме сватите погрешно, се оградувам, здравството за мене не е економска категорија. Иако додадената вредност од добриот здравствен систем се гледа на подолг траен рок, здравството е категорија која што троши и не ствара во пар факт додадена вредност. Меѓутоа, што сакам да кажам? Можете да имате од овие три атрибути што кажав, два само веднаш. Ако сакате квалитетна здравствена услуга и таа да биде веднаш и брза, таа чини повеќе. И тоа е факт со кој што треба да се соочиме. Сега, прашањето е кој треба да ја плати таа цена. Не треба да ја платат граѓаните. Здравствениот осигуреник има право. Они веќе плаќаат. Они плаќат. Здравствениот осигуреник има право и на квалитетна здравствена заштита која што ќе биде во најбрзо можно време за таа цена за која што веќе плаќа во фондот. Сега друго е прашање на меденичирање на фондот за здравствено осигурување и дали тој треба да ги има сите тие улоги што ги има. Он е моментално и осигурителна компанија, е и регулатор на цените, во исто време е и контролор, односно инспекцијска функција има. Така, доктор, се залагате за задолжителен скрининг на тестиси за машки деца. Што е најчестиот проблем? Неспуштени тестиси, зошто се случува? Да објаснам зошто е скринингот. Комплексен е механизмот зашто постојат неспуштени тестиси, тоа е веќе една статистика. И порано имавме 20.000 раѓања, сега имаме нешто помалку, се знае бројката на машки деца кои што ќе имаат неспуштени тестиси. Зошто е битен скринингот во првата година, морам да објаснам. Најновите студии со електронмикроскопска електронмикроскопско исследување покажале дека доколку тестисот не е на неговото анатомско место во скроталното кесе, а наместо таму се наоѓа некаде на друго место, или во ингвиналниот канал, или во абдоминалната шуприна, значи не се спуштил. Страда и герминативниот епител, страда и ендокриниот дел од тестисот, што значи дека он е програмиран да функционира на температура од 33-34 степени Целзиусови, а централната температура на телото е 37. И доколку се наоѓа на повисока температура, тестисот страда. Страда дури и после само една година, ако се наоѓа на место кое што не е анатомско место, значи ако е ектопичен или скриен. Води ли тоа до стерилитет, подоцна? Имено, да, тоа води до стерилитет. И поентата е да секое машко дете во првата година од животот биде прегледано од детски хирург. Матичните избраните лекари имаат програми за здравствена заштита. Јас, колку се сеќам, јас бев матичен лекар пред 20 на години. Имавме програми за рана детекција на анемија, знам дека имавме програма за рамни стапала и некои други. Имавме програми и во друга популација, во возрастната популација за рано откривање на карцином на дојка, на карцином на дебело црево и така натаму. И сега секој матичен лекар беше должен на одреден временски период, по одредена шема, односно календар, да го испрати детето во лабораторија, кај ортопед и така натаму. Ние како Сдружение на детски хирурзи одамна се залагаме во програмите за превентивна здравствена заштита да влезе и преглед кај детски хирург. Не е битно кај кој.
Меѓутоа, матичниот лекар да е должен по основ на програмата да го испрати машкото дете на преглед на детски хирург. Имено се прават систематски прегледи и најчесто се откриваат крипторхизмите, односно скриените тестиси на систематски прегледи. Ама тие систематски прегледи се прават во предучилишна, училишна возраст. Кога е веќе, ајде да не речем доцно, ама веќе за доцнето. Ризиците се не само стерилитет, него и малигна алтерација, повреди и така натаму. Така да за тоа се залагаме како здружение одамна и се надеваме дека ќе успееме во нашата задача. За крај да ве прашам, кој е главен проблем на македонското здравство со вас? Немањето на мерит систем, кадар, инфраструктура, пристапот до здравни услуги, цените на крај, ги споменавте. Што е тоа? Па сето тоа. Сето тоа, ако се запрашаме што треба да се направи, перспектива. Мора да се воспостави мерит систем. Во здравството имаше пред 8-9 години добра идеја за наградување по успешност, меѓутоа лошо, несреќно избран модел кој што не профункционира, меѓутоа идејата беше добра. Ќе се доближиме ли за некое време до оно што го имаат условите приватните болници? Не викам дека таму кадарот е подобар, туку обичен човек кој ќе влезе, веднаш ќе приметува разликата. Кадарот е добар, меѓутоа кадарот најчесто кадарот своето знаење и искуство го стекна во јавното здравство, така да тоа е. Приватните болници треба да постојат и нормално дека пациентите некогаш бараат и подобри услови. Дали ќе се приближи јавното до приватното здравство, не би можел да кажам. Меѓутоа мора ние да изградиме една мрежа на здравствени услуги, така наречена здравствена мапа, и мора да има така наречени клинички патеки и секој однапред да знае, без разлика каде живее. Во Струга, мојот крај, не знам, или во некое струшко село. При одредено заболување, каде да се обрати, по која патека оди, додека да го најде решението и во која установа. Нели се потребни ли се и регионални центри квалитетни, да не биде се во Скопје? Апсолутно. Тоа е дел од таа здравствена мапа. Значи пирамидата на здравствената заштита е обратно поставена. Кај нас и за тоа се зборува уште од, не знам, одамна, од кога се формира држава. Дека најголемиот дел од здравствен... Најчистата дијагноза во внатрешноста ќе го пратиме во Скопје. Тоа е најчистиот третман. Да, третман ќе го пратиме во Скопје. За жал, меѓутоа во Скопје, односно на клиника, односно во терцијерното ниво на здравствена заштита, треба да се лекуваат само извонредно тешките болнички пациенти и терцијерното здравство е дел од наставната база, каде што покрај апликативната дејност има и наставна дејност, таму се креираат и кадрите, меѓутоа најголемиот дел од здравствените услуги пациентот треба да ги добие што поблиску до местото на живење. Ако збориме за хируршките гранки, например, во секундарните установи, комплицираните случаи, да, е во ред да се испратат во Скопје и да се лекуваат на клиниките во Скопје. Примарното здравство и превенцијата треба да ја добијат својата улога, за да може и понатаму надградбата да биде успешна. Мојата дејност, сега за моја среќа, е централизирана. Неонаталната хирургија, детската хирургија е централизирана само во Скопје. Што не значи дека не се лекуваат деца и во другите установи, например. Сега ние сме забележале дека од мојот крај многу ретко имаме упатени деца. Значи, да, со Скопје, затоа што хирургијата од која што јас потекнувам, например, таму, Струшката болница, традиционално успешна и исто така, например, и другите патологии што ги зафаќаат децата се лекуваат во околината, например, траума на локомоторен систем успешно се третира и во болницата Свети Еразм. Сега за среќа таа ќе стане наставна база на еден нов факултет што ќе се основа во Битола и треба регионализација. Треба такви установи во помалите градови кои што ќе ги згрижат грото од пациентите на секундарно ниво на здравствена заштита. Така, доктор, за крај да ве прашам едно лично прашање. Која е вашата визија за иднината на Македонија?
Да, малку ќе биде романтичен одговорот, ама тоа е нешто што лежи во мене од секогаш и така. Јас ја гледам Затоа е лично. Македонија како пред се суверена држава, која што сама ќе си ги гради своите политики и сама ќе си ја креира својата иднина без да зависи од надвор, од никого. Ги гледам македонците како еден просперитетен народ, кој што својата среќа ќе ја најде во сопствената држава. Ние сме многу успешни и многу среќни, многу вредни и многу квалитетни. За жал кога ќе заминеме. Иднината на моите деца ја гледам тука и од таа премиса поаѓам. Значи, јас да бидам со мојата генерација македонци кои што ќе изградиме поубаво општество, ќе изградиме просперитетна држава во која што нашите деца ќе бидат среќни. Убави желби, се надам ќе ви се остварат. Ви благодарам за интервјуто и посакувам многу успех. Ви благодарам на можноста. Голем поздрав.